Драги кумановци и кумановки, здравжива поздрав од ресторан Куманово СПА. Продолжуваме с емисија за Куманово, 109-та поред според евиденцију. А денес имаме много интересантна госта. Наши вас гост е господин Трајче Јовчевски, познат фудбалер на Куманово некад. Трајче, здравжива, како си? Добро, фала и на овој и поздрав до гледачи на ТВ+. Кажи ми прво на почеток, од кој е надимак Џорџ Бест? Па Џорџ Бест беше у оно време, кад играше Џорџ Бест у Манчестера, и ја имаше длегу косу, и по тој косу и по игру. Ја играше крило десно, и он десно крило, и по тој све се уклопи, и тој ти ден денеска стои надимак. Па има Џорџ Бест, да. Да, али имаш и друг надимак, али после тој ќе зборимо. Да. Интересантно е тоа што, еве на почеток да кажеме дека ти си роден на улицу Веру Которку. Веру Которку, да. Тоа е сега прокат што е бие некад, па надолу е Удоничева улица. Да. Една интересантна мала. Еве, јас сум дел од тој мала, моја баба Васка и дедо со тој биле. И да ти кажам право, доста е било интересантно, а и твое детство е било добро. Ти си тој роден, така ли? Роден. И податак многу важен е што сте биле многу деца, 11. Еве, кажи ни како е било детство. Па детство е било, у тој време после рат, е било, за сви што сме биле туја, и цела Македонија, било е после рат тешко време. Не сме имале никакви, например, како сек деца што имам као мои унуци, како овој. Ама биле сме сретни, свака куќа имала од 4 до 5 деца, а ми сме биле 11. Значи, тоа е... И јас сам после татка ми ги савркам од коде па 11, па вика, синко, тоа е Божја дарба. Јас се сеќам на твојата татка, Петко Овца, надимак и Павлина. Петко беше многу нервозен човек во кој темперамента. Па, душе, он такој може да изгледае. А срце имале и душу многу меку и... Да. И он вика, ако јас сум бил лош човек, не би чувај 11 деца. Еве кад сме кои тие 11 деца, колку сте браќа и колку сестри? Ми сме 4 браќи и 7 сестри. Ево да ја кажеш си по име у овој прилик. Па најстара е Добица. У Скопје била. После њума иде брат Стојман, у Скопје исто е машински инженер, Бог да починате. По њума иде Мира, у Канаду отиде, учителка е завршила. И млада отиде, одаде се таму. И почината и она негде 87 годину, 88 тој е почината. Сестра у Шведску, Живка се вика. Она и ден денеска таму има 2 сина, муж таму почина. После иде брат Новко, он у ЧИК работише и он е у Шведску, ја како фудбалер има могутност да го одведу и njega. После ја, Трајче, па иде Нада Димитровска, муж исто починат. Живко професор е бил у земјоделску. Па после иде Гордана исто, она у Шведску. Одадена, има 3 деца. Муж е од Крагуевац. Па иде Цеца од Босчевли. На Звонка жена. Па иде најмал брат Раде исто. И он е у Шведску. И njega сам у тој време од не сега. И он отиде, учи школу и таму има си фамилију, све. И најмала сестра, и она е у Шведску. И тоа е сестра, најмала, само ради овој, сестра е била 10 години каде отиш у Шведску. Брат 12, сестра 16, ја сам бија 19 години, и другите, Живка е била одадена, брат ми Новко исто оженет, тако да. А сакам да ја прашам, интересантно, у тој време 11 деца е било, може да кажеме слободно, реткост. Па и... Како е успеа татко и мајка ве сви да ве координирав, да ве нарани, да ве облечев? Па да беше
не е било лако. Јас знам дека е било тешко. Татко ми е касапин био и трговец. У тој време, пред бивша Југославија, они су биле трговци и се биле богати. И татко ми е, и маја, и браќа, и с дедо ми, Бејте млин е бие наш. Али све после рат, Бејте млин е бие запален. А тој све богатство што е имало, тој е пропаднало. У размину од банки са пропаднале и све пари што са биле за време бугарско, кога се ги менјале од огромен капитал, ништо не е могаја. И татко ми на крај одваја могаја да купи тој стару куќу што сме седеле и тој ноќе забрането е било купо-продаја на куќе, затоа што е да нема ратни профитери. И ја пуно посам ga njega, како на тој капитал све, Васинко вика време до нас, време од нас и тоа. Кажи ми, интересантно е да кажемо, на трапезу, кад се седне 11 деца, плюс татко и мајка, што се ело тој време? Па, за едење, можда не сме могали татко ни да свидане. И било е, што е, могаја купија, да не сме били најбоље облечени, али за храну сме имале, пошто он е бие касапин, увек е било месо, јагне, прасе, теле, он е, у Куманово не имало тега продавнице, па приватно е работа. Цела улица Кумановци се доваѓале и никој не му е бранија, пошто 10 деца не работи, што да биете кој да татко ми е тако и познат и како човек. И на крај најбоље мезалак што е било у Куманово, телешки мезалак, он мајка ми ќе го направи и у конјопојчиња ги носија и тој се знае. Мало ли е муштерија да купи мезалак тој време? Доваѓале се луѓе? Абе, само чекам на ред, чекале, ја како дете, па гледам 12 години сам и маја. И гледам, овие доваѓам, на крај викам, тате, да, остај малку. Јас загам, дете, ме ради. Добро, неважно, не сте биле гладни. Не. Имало заедење, тоа е битно. Да, гладни не сме имале. Сега стара куќа. Ја и брат ми сме спале у еден кревет. Сестри, мала куќа била, а многу деца, али е било толку слога, толку љубов меѓу нас. Јас сега не може да го свата овој начин како е однос на деца меѓу најблиски. Дали некој наследија традиција мезалак да го прави секој? Дали еве ти... И сестри ми знаат да прави све, и жена ми. Значи правите мезалак? Правим, ама више не, пошто не, едно време кад прави сме по наручку, дојдав луѓе од Скопје или тако. Да. И татко ми кај ги носија, мајка ми и жена ми си ги правиле мезалаци, така да. Добро, тој се останала традиција. Да. Тој мезалак исто, може да кажеме, еден бренд на Куманово тој време. Па се разлика од тој мезалак и овој, голема разлика, пошто овој е сега шкембе чорба. Се е комерцијала сега? Се е комерцијала, овој е специјално телешки мезалак од комплет белџигер, слезенка, срце и овие црева, се тоа е компилновано, главно наместено. Еве да покажеме едну фантастичну слику од, мисле дека овој е предрат, твој дедо. Мој татко. Пардон, твој татко. Овој, кој е века на слику друг? Ба ја, негови другари, кои са биле у бугарско време, како у војско, са ги земале, го трудоваци ли ги викале, не знам како. Кој година прилика оваа слика? Па негде испред, пред рат. Не, за време рат е било. Значи не е за, ја викам, дека ја кажа е пред рат, значи ово е за време на рат. За време рат, кога бугари биле у Македонија. Што ти кажува татко ти за тај рат, нешто памти ли он? Ба, да ти кажам, не сам толку, али само добро што го најде тој слику случајно дома и баш ми беше смешно, он висок 2 метра, а вие како ги доваѓа како дрвени пушки, и ја тој. Јас сеќам на голема, на njega, дете сам бие, голем човек е бие, окој крупан, Петко. Много јак. Беше висок, скоро 2 метра, а 120-30 кила човек.
Учија се основна школа каде? У браќа Мелдинови до 8. После тој у техничку Наце Боѓони. Еве да покажеме слику од основна школа, така ли? Да. Ти не кажеш кои се дека другари, ако памтиш некога? Па 90% ги знам. Ово е поред. Овде сам ја. Добро. После Павле беше техничку школу. Павле Стојановски беше професор у техничку школу. Добро. Јовица Станковски. Он е покојни сега. Покојни Јовица. Он беше у музеј. Музеј, да. Да. Па дечко, овие две дечки се неба, Биџо Гаго со чија. Добро. Па Борко, он у војно беше дечко. Павле електричар, не, овој Петре, електричар до цркву седи. Ова е исто до браќа Меладинови седеше. Ова е Лељана Путинска. Путинска, добро. Путинска. Па ова е татко му беше секретар у Олгица. Добро. Олгица, па брат му играше фудбал и имаше бараку за новине. Не знам како забрави ги, Светлана муж му беше у Намо. Не, у Стоколно куќу има рибарницу на коде, може да го знаеш. Овие са, не ги знаем толку, колко има, још има. Тај Путинска, после на Цавка, сестра Калина, она почината ми сини. После Фирго, еден дечко, Миле Джимре. Джимре с тебе учија, Да, Миле Джимре. После на вога Кану, брат постар Бранко Кана. Да. Овој ми е била класна Гарева, Гаревска беше професорка по... Па тој исто овие некои. Дацо Самарџија. Не. Да, Дацо Самарџија. Бранко Стошевски. Твој чичо. И татко му на овој беше у кино... Кажи ми, која ти бил учителка? Невена Ачковска. На Слободана Ачковска супруга. Она ми беше до четврти. Боби Ачко, гимнастичар, е син. Он има две керке и сина тој седе со одма до школа на Ќош. Сега е голема зграда. Како е бил учителка, добро ли? Па ја не са биле тој учителки, тој са ни биле мајки. Тој се толку биле, било што да имаш, јас сам прво кој да њума бија, па тек после кој да мајка. Со савет. Тоа е било и исто и после од 5 до 8 Гарева е била исто. Едно дечко, многу 6 единици имаше на полугодие, она се толку заложи, како да е негово дете све го и направи дечко си издори. Интересантно трече, гледам овдека 36, 9, 18, преко 30 деца имал у клас. Али не е мало, например, гужва да се карамо, да се вој. И ден денеска, кога ги видам, ми се грлимо, ми се толку... Правите и тие средби, бидуете се сигурно. Да, имаме и тој средби техничку. Тоа е... Ево ова нова слика. У техничку школу. Тоа е на Дремон за време... У техничку кој ти бие класа? Микиć. Микиć покојни. Микиć покојни, да. Да, он е легенда. Легенда. Малко беше, ако те фати на зуб, знаеше да биде безобразен. Али, тоа е може. Друг кој ти е предавао техничку до овие професори? Ранко ли ти е предавао? Ранко? Не. Ранко е учија туја. А друг кој ти е бие професор? Па 80% инженери од Шамницев са биле Андоновиќ, овој американец, овој па Диме Кузмановски. Па, значи, не имало професор у тој време. Ево дека гледам на слику едно убаво ауто позади. Тоа е, бемо у 7 делени, бемо низ Македонија.
и тоја девојчиња се сликава и јас сам тој, ама негде позадину и од тај слика, а тоа е случајно. Знаеш кој се дека на слику? Па, знам ги, тоа е овај лепа на овога Мендата жена. Менде, у банку што беше У директор. банку, да, тоа. Па јас не многу не ги знам. Еве Мирче, еден дечко до гимназију, овај Бубе му беше брат, продаваше овај доле вие на гроб, овај сандаци. Добро, гледам овој, куде е сликано овој? Тоа е сликано у Штип. Исто и тај Еве слика. нова слика. Тај слика е исто, еве јас сам туја и еве ga твој Чичо, Бранко, и туја сви тија од наш клас и други тој бева. Да не, овој на некој излет ли е нешто? Па уедно, све тај слика се Тоа е све у Штип. По Штип, да. И так се сликамо, кој не мога, кој И овој е исто. не знам. 61-а, 62-а екскурзија низ Македонија. Тоа е исто, да. Тој Ти бе си еден мај музеј. тега 12 години, 13. 13 години, да. Тачно се ваќа негде 7 разред, тега беше основно. Тој беше од 2-3 класе што бемо, од 5 од 7, не, ми бемо 7 оделение и с автобуси бемо, Мездру бемо тие натамо по стар пут. А ова е доста стара слика, овдека, кој што ги снимаме емисија од Кумановско бању, ти си овдека имаја 2-3 години. Не, тоа е на студено воду. На студено воду, пардон. Студена вода у Добршане и тој имаше многу татко ми, мајка ми, чичо ми, тој све другари на татка ми. Ја мајка ми ме држи у руки. Да. И јас сам бија 2-3 години толку деца. Стварно трече кога размислиш во кој реално зборено 11 деца да изведеш на пут не е мала работа. Па тоа е не да тоа е немогуќе више сега овој со примања данашни и све, али е толку широка душа била на мои родители, толку са биле, тоа за нима било еден нов свет, они се тој биле како с поноса не чувале. Ти пази само да направиш едење сваки ден за 11 души, тоа е многу голема работа. Па и татко ми еден пат дојдева таму нешто милиција или што знам и сакав да татка ми га без везе ово и оно. Вика добро. Ако нешто сам ја направија грешко, сви деца ќе ви ги донесу. 11 деца, па ви 33 оброка и ми двој 36-39 оброка дневно направите, ја ќе си седам. И они више ја тако Стварно, свака час за родители. Али да ти кажу да јас сам почнаја кад сам има смо тега многу бемо привржани за родители, гледа да се мучи. Јас сам у 12 години почнаја да биду касапин и да колјам да му помагам. И док не умре и било кад и ден денеска ја тој не сам се срамуваја и тој ми е останало од татка. Еве га овој чувени двор куде што сам се ја малку лозаја играе, такој укуткан, у вашу куќу, еве га татко ти и евдеки ни кажеш ти кој е друг на слику још. Тоа е у стару куќу моју, овој се зет, нини две деца, сестра, мајка и татко. Еве ше пуда поновимо, овај куќа кој се покасно уклучија, Вера Которка. Вера Которка, број 20. Број 20, да. Да. Ете. Тој сестра ми сваку годину доваѓаше у Шведско, она ме е одвела у Шведско. Да. И се доваѓале стално деца мали беба. Се кажи ми, ти завршуваш техничку школу, дали у тој период или после завршување појавуваш афинитет према фудбал? Или како се деси тој? Види, да ти кажу, ми бемо, имаше среќу да у основну школу од 5 до 8 делени, у мој генерацију имаше играчи кои игра отидева да играв. Ама ја бека многу деца, ја не обрати пажњу на дека сам талентиран за спорт и да само да ги наброи. Даце Самарџија, играше за Куманово. Овој Аце Лула, исто играше, не знам кој. После Костадиновски Кочо, Да. Трајче Бошковски.
Имаше неколко и ми кога заврши часови од 12 до 2 тој игра смо Партизан Звезда. Тоа е у школски двор. У школски двор. И ја гледам, играмо меѓу нима, ја меѓу бољи сам, него да. Кога едно време они отидева, Дацо подмалак си играл Дацо за репрезентација на Македонија. Ја викам, а они, тој смо негде у квалитет. И викам, и у техничку школу, најголем што ја почнав да играм фудбал, имаше 16 години, и у третју техничку на летен распорт дојде Шуте Бранко. Бранко Шутевски. Бранко Шутевски, он го водеше подмладак на Куманово и идеше по школе и на турнири он ги избираше таленти. И на тој мене ме викна и ја почна у 16 години. Меѓутоа не беше редован, пошто 10 деца мораше прво на татка ми да му помагам. И ја не одигра 2 утакмици за подмладак. Кад Куманово имаше едно несреќу, имаше тепање измеѓу Куманово и Љуботина или Тетекса, и кумановски 5-6 играча беа доживотно казнети, меѓу кои има Думановски, Трајковски, Диме, Трудовак, такој да овие што бемо у подмладак сви не пребацива у првти. Тега помладак, барем по оно што има пишани документи, бија стварно неверојатно добар и грој играчи тој помладак после се отишле у Петаковиќ у прв тим. Па тачно, Трајче Бошковски, овие Дацо, пуно лигнава, али дојдева доста играчи и од Металца. У тој време Метала се бие скоро равен на тој беше дерби Партизан Звезда у Куманово, каде играе, па тоа било. Че кажи ми сега, еве, тој кажуваше ривалство Партизан Звезда. Тоа е било една голема традиција меѓу екипи да се игра. Ти за кого се навиваеш? Јас сум звездаш. И кога ќе победи Звезда, сви весели. А кога ќе победи Партизан... Па и денеска. Ден денеска, да. Тој ќе трае. Још овој ќе кажу, тоа е кад им 63 или 65 годину, ја имаше 17 години и цела мала учленимо се у филијалци, ја немаше ни личну карту, па извади личну карту и с возови сме биле да гледамо на Звезда стадион. Тоа е било доживле? Доживле. Па тоа е било 50.000 публика на Звезда. На Маракану. На Маракану. Тоа е било како од озгора идеш, од оздола како вулкан. Ајде и покажемо сега овие слики од фудбал. Еве, ово е било у Малу, у Зелен, у Сточа пазар доле. Горен стадион што е бие? Не, тоа играмо, не смо имале коде, па коде е тоа точно пазариште старо доле, коде е реку, што е... На коде е Коњаре? Туш. Ако е туш, туја. Туја. Сега кажи ми кој се века на слика. Па, туја е доктор Владо Думац. Митевски. Овие деца са туја од Малу. Горе е брат мој, Новко. Ово е Димковски Будимир. После ја и исто до мене комшија Драги се викате, човек е починат. Такој да тоа смо биле како екипа, играле смо меѓу себе. Не меѓу себе, мале. Мале. Нова фотографија, траеше ти ке ни кажеш коде е. Ово е играмо со Тетекса и има смо традиција по додали случај што беше тепање у Куманово со Љуботена. Од Љуботена и онда да се помири два тима, имаше традиционални турнири на ослободување на Тетово. Ми идемо тамо и на ослободување на Куманово Тетекс доваѓаше овдека. И тој е у центар на Тетово, Чунгур Ѓоко. И овој чушкар, Боров. Тоше чушкар. Тодор Чушкаров. Много бемо пријатели и тоа е фотографија од регистрација на Куманово, дрес на Куманово. Ово е зборимо све до 68 година, после ти идеш у Шведско. Ја иду у Шведско.
Ovo je taj period. Ето е, Ovo je да. koje godine otprilike? Па негде 6-7, 6-8, пред овој да Пред иде. отидеш. Пошто ја не море 6-6 е негде. Ја сега, ово е Ovo je interesantna slika, ovo je na па играмо со Вардара. odlična generacija. Ово е играмо со Вардара. Ово е Вардар за куп Кумано Вардар. Вардар кад играше у најбољи состав, Мути Барич, Дробац, тија овој Мојсови браќа. Тоа е била екипа од 5000 публика имало на стадион, а овдека се играле, ја ќе ги кажу поред. Прво е Бурназовски голман. Golman, Па dobro. после иде и Јосе што имаше кафано, Јосе Tabakana. Табакана. Dobro. Па тој доаѓа Моце Љутко, Трајче Бошковски, па Вц кој се сеќа на Вца, леви Добро. бек, па Дацо Самрџија, доле ја, десно крило, па Лале на Ванчу Левку брат, па Старејко, овај Сингер Тутурла, Насковски и Ванче Левко браќето Јовен. Борче Насковски. Борче Насковски, Не, да. Ванчо на да, Борче Насковски, да, уопштено работише, да. Е, сега Не, сакам... он беше овај мајстор за Мајстор, сингерно. пардон. Е, сега сакам те прашам дека момата Љутка, ја го знам како дете сам разнае горе у Чик. Да. Еден многу такој темпераментен, Но, али добар коректен играч. Добар играч. Он е ише Добра халфа со бие. квалитет. Значи не е бие пргат да тепа, да рита, тоа е ише, значи, али нема проваѓање, знае да се постави и А да не збориме за Ванчо Старејка, легенда. Ванчо Старејка за мене е, кажуев за шутета, за вија, али од после овај нова генерација, ово е, ја прво он, како што е Пеле, па после све друго смо. Добро, еве, кад веќе збориме за тие наши легенди фудбалски, Ванчо Старејко што го одликувало како фудбалер? Вика дека бија многу елегантен, грациозен. Он е бија, како да ти кажу, што ga вика вија all round. Он е могае све да игра. Само голмана да застане. Сакаш бека, сакаш центар халфа. Али најголема му е била у средину. И могае и центарфора да игра. И све што е бија, и кад он, овие браќа, неќе се да даа то коли меѓу себе игра са. И на утакмицу против Вардара, ја улазам у прво полувреме и му викам: Ванчо, ти можеш да ми помогнеш, што треба? Само дијагонало измеѓу бека, нинога и халфа, ја да утрчу да го продам. И тако е било на тој утакмицу. Значи, ово е екипа на Металац. Не, на На Куманово. Куманово, пардон. Тоа е А против да Вардара. го спомнеме овој прилику и Металца, мислам дека Еве имamo да има, слику. ја едну годину игра за Металца, пошто тешко беше да Еве, улеgne. воле Металац. Да, тој е Металац. Кој се овдека на слику? Тој е, прво е Чик, Војче Чик. Војче Чик, па Миле Арсовски голман, па ја, па овој Адеми од овој играше десно крило учител, Добро. албанец, дечко, па играше овие војни лица, овие имаше, сега забрави ги име, и Раде, не е некои битно. тија, имаше Турчин, отиде за Турску, а Стевчевски, овој од браќа Стевчевски, Кире Стевчевски беше, и овој, а тренер беше овој Ацо Зеко Стојмановски. Он ми е мој татко и негов татко роѓени браќа. Е, се да кажеме дека Металац, ти убаво кажа, е била една одлична екипа. Па извор скоро на равноправна како Куманово. Да. Фактички тој е било база за База Куманово. за Куманово, да. Али едно време дојде, не знаеш се кој е боље. А у тој време, сеќам се, Биби голман, а у Куманово беше исто голман, многу убај. Па еве ги, тоа е исто. Еве да покажеме оваа слика. Тоа е исто, доваѓа. Па скоро 190% сви играчи, Трајче не го спомна, Бумбар, Чик, овие, тие војни лица, имаше едно 4, имаше албанци беа, све се учители, професори се били играли с нас, Рами играше лево крило, Една добра екипа. еден Барањ играше за овој,
за Металца много јака екипа. Dobro, znači ovo je Metalac. Металаc, да. Еве и исто и овдека. Idemo dalje. Isto, evo ga, pa Па Metalac. таа е разни, да, исто, да. Да кажеме дека Металаc се бие под капу на Шамницеви, така ли? Од кап и голем беше ривалитет измеѓу Куманова. Али многу играчи дојдева, овие Лале, што на Ванчо брат од Металца, па дојде Чик, Бојчичик, да. Војче Чик. Па Мими Мими Божиновски. Божиновски, оно дојде игра за Куманов, отиде за Брегалница, за победу Прилеп. Тако да многу големи играчи. Еве ga, ovo je naše čuveno igralište, gradski stadion, ovdека Трајче. Да. Има и година кад играно исто на утакмицу. Дали исто, а овој беше с исто за Вардара за куп. Али други тим на Вардар и он се такмичеше. И тоја исто беше. Dobro, кој се века на слику? Па еве ќе ти ги кажу. Јосе Вц. Овој дечко од Ресе. Шоња најстар. Овој имаше Миле Шоња. Миле Шоња, па овој голман Вулетиќ го вика са. Да. Па Насковски, па после доваѓа Лале. Ова исто војно лице беше човек, лева полутка, Дацо, ја и Рами. Исто една добра екипа. Имаше екипа, беше. Не знам кој годин беше, тој 68, 9, тој е. Трајче даје слика. Тој е од 68. 68 година кога отидемо. Еве го и Е се да ми кажеш, што беше пресудно ти да отидеш у Шведско? Па пресудно беше што јас заврши техничку школу, мене сакаше да се запослам, немаше да студирам, проблем беше, нема, татко ми сина школување, татко не можеш. И ја отражив од Кумано, ама у тој време беше, ако не си служија војско, не може да се запослиш. И ја преко овој врски извади пасош и од источно, преко Маѓарску, Поljsku, вамо источно Немачко и отиде, не ни траества визе, и ја отиде како турист. А тај сестра ми тамо, она не прифати и тако да ја играа 10 месеца на туѓо име. И они ми обеќаа дека ќе ме остави да добiju, ја мора да се враќам. И после 2 години ја па се врати у Шведско. И тега двата брата ги поведе до гаранција, јака фирма беше бродоградња. 10.000, овој тоа беше прекоокеански танкери за нафта. Тоа е било. Како е бие живот у Шведско? Еве опиши ни го тој време. Ја мислам, тај живот у Шведско, у тие 70 години, ја мислам, тој беше идеално. Тоа е било. Плате големи. Плате големи, ама тој беше, како што вика овие научници, вика комунизам. Колко да работиш и да земеш. Значи, било е добро платено, 8 сата, субота, неделја не се работала. И со тој плату се могаја и на одмори да иду. И да живиш и во... куќу да направи и после 10 години. И, значи, било е... Тоа е било... У кој град си бија ти? У Малме. Малме, да. Еве ова слика, ова е од Шведско, така ли? Тоа е од фудбал. Кад би намо, у тој 68 години би намо прваци, а ја беше меѓу најбољи играч и доби признање и тој на едно свечаност. За Малме си играе? Не, за Балкан. Тоа е југословенски тип. Добро. Ја после игра за шведски тимови некои, али ово е у тој Балкан играле са сви југословени, ќе ти ги кажу сви тија. Кој е века на слику? Ово е човек, емигранти су овој. Он е Србин, имаше, бие управо и председник на Балкана, а ово е Далматина човек исто после. Тој е на матурско. Ово е Трајче матурант. Матурант у техничко школа. Да не забравимо да го спомнимо тој детај, па ќе се вратиме малку назад, па ќе продолжиме за Шведско. Еве, убава атмосфера, прослава на матуру. На матуру Кристал. Чувен Кристал. Чувен Кристал, цела другари избемо. Па имаше само 2 женски, Славица на овога братву беше
главен агент у Југославија, како да се викаше? Бабановски. Бабановски, она е сестра На Ивана Бабановски. На Ивана роѓена сестра е. Кој се овдека на слику, може да кажеш? Па може да кажу. Еве, јас сам прв, овде е Цветановски чедо, он у Шамницев инженер. После Стоиле, трајче брат, он исто у Шамницев би инженер. А Стоиле беше директор и у Цони Драган, познат Чувени Чувани, Павле Стојановски. И на крај тој е Меше, га вика смо, брат му е исто Кумановчина. Еве, другари, За... прослава од матура. Тоа е исто ќе ги... Еве, тој Мандо што беше у Куманово за музику. Добро. Мете Лазаревски, Гуска га вика смо, у полицију беше. После Ванчо на Мирона брат овој. После Желјка Ванчо Ивановски. Ванчо Желјка на Желјко. На Шамницеви. На Шамницев. Да. Па после Симе, он у гробиште имаше и он за нас заврши у Шамницев. Он имаше за овие гробишта, за... Еве, трече препознатлива атмосфера од тој време кога се спечалил војску. Сви другари, друштво, среќен пут. Среќен пут и сви ми испратива. Еве, тоа е на железничку станицу, лево? На железничку станицу, цела мала и мајка, сестра, Нада, Цеца, си тој бева да ми испрати. Тоа е било с музика. Кој година било тоа? Тоа беше 73. 73. Ја дојде во Шведску, мора да служу војску, па после... Куде се служи војску? У Нови Сад 15 месеци. И, добро ли беше? Па да ти кажу... Убав град Нови Сад. Убав град и мирен народ. Куде отиде смо како војско у кафану, надвор од град, овие стари војвоѓанци не дава да платимо. Они све, толку се вика, ми смо биле војници, знаеме што е војско. Тако да е било... Еве, овој исто ли испраќа? Тој испраќа, Јосем е бија како брат. Тој смо ми, еве га и со Сторбишко. Јосе е пензионер. А? Јосе е пензионер сега. Да, Јосе Табакана, па и комшија смо, ми смо биле нераздвојни. Другари сте биле? Другари и кум требаше да би биде, ама ја отиде у странство и тако да многу блиски смо биле. Еве, те Џорџ Бес, тоа вика. Еве га, трајче што го вика Кумановци, Џорџ Бес. Тоа е Џорџ Бес, подигни мамо. Еве га. Еве го, тоа е по тој слику и овај у Куманово. Имаше транспаренти кад ја играше, овај комшија од како му имаше сестра му е беше у владу на Македонија, Зорица Апостоловска. Добро. Сестра на njega je jedan транспарент, моje име и имаше ga на стадион толики. Ово е... Тоа е у Шведско. Да. Тоа е на едну такмицу снимани у надвор од град. Па имаше можда 20 стадиона. Многу имаше тие. Еве. Ово трече, ово е татко ти? Ово е мајка ми и татко ми. Петко и Павлина. Ово е било каде сестра ми на регистрација са биле. Па тоа е било 73 година. Добро, забавете ја прашам, од куде е надимак на вашу фамилија овца? Па ми се викамо Јовчевски. Јовче, овце, ама најважно што е било, они су биле трговци с татко ми, чичо ми, биле војни реферанти за бившу Југославија у војску. И се купувале стоку и а дедо ми е бија многу миран. И како овца, знаеш, и ми одме и сега од колено на колено тој се пренасал. Тој се пренасал. Кој нема презиме. Ово е? Тоа е кад први пут отиде 6-8 година у Шведско и заигра за тој тим. И после ако треба како ме примива да играм. Али тоа е дечко истријанац. Имаше, тој беше тим на
на овие Југославија мало беше. Да. Хрвати, Срби, Словенци, све. Кажи ми, за колко си тима играе шведско ти укупно? Па ја игра прво за Балкана 7-8 години, а измеѓу тој траживаме од Малме у Малме не прва лига, пошто ја никако странац не беше државјани. Ја не можеше да играм до друго лигу. Игра за ИФК Малме, тој е друголигашки тим. Добро. Али не игра много, пошто не ми се свиѓаше атмосфера. Тега ми беме странци, почетници кои сме отишле, и овие швеѓани не примива како да му бидеш ти да му земеш место и екипа, и ја много брзо се врати. Кажи ми, 80 години донасаш нова одлука у живот, после 12 години ти се враќаш у Куманово. Да. Малку се ќе каже некој чудно, од такво убаво државо довајаш назад. Што е разлог? Па разлог е, да ти кажу баш тој се кажува, јас сам со статка ми скоро откако сам малку пораснае да разбирам. Јас сам не бија и другар, и касапи, и све. Просто не само га е да од состатка ми много ми смо биле, и носталгија одлучи. Влекло ти е да се вратиш назад? Ја па ти, пошто состатка ми смо ишли и по пазари низ цело Југославија, сугде смо ишли и не сам се осеќаја да бидеш само дома. А вамо живот у странство ти е работа дома, и ја тој одлучи. Тешко е било, да. Тешко е, видам данаска. Јас сам ги викај да ми го поклони Шведско, али да морам да остану цел живот, ја не би земај. Нема, ми смо јужњаци. Ова е слика интересантно да ни кажеш. Ово е мајка ми и татко ми. Да. Убав пар. Убав пар. Тој се чуди си с 10 деца да иде по кафане, да иде на музику се иште. Тоа е било нешто... Дружба и... тој е на татка ми другар од Бечерлак. Тој има, не ги баш ташно знам, ама на Кипе, татко на Кипе Кимчо, што е бија Шнајдер за тие фармерке, тој се негови другари, а татко ми после бија кум, тој се меѓу себе биле кумови. И тоа е едно... Тој ја бежа, тој викам. И добро, довајаш у Куманово и што починеш да работиш? Па ја викаше на татка ми се што да правимо, и ја што да правимо, у тој време бина голема инфлација, на паре бе во банку, да не пропаднев. Татко ми бе, а пред да се врату, татко ми некој на Зебарник купи имање. Една нектар, ја плати паре, све. И кад се врати, што ќе правимо? А имамо плац у центар. До овија красе, што е туја. Ја се врати со тој да си направо куќу. Меѓутим, не ми одобрива, пошто још план не искочија, 30 години ме влечева и немаше план, па чека, па нешто, тек сак добимо све, извадимо документи, па сега кад биде, ја тој се предаде на сина. Може да ни дадеш тој слику да го покажемо. Тој е од Зебарњак. Еве. Ти сега живиш у Зебарњак. Ја на тој крај седу, ова е на крај, јас сам почета. Там убаво тишина, нема галама. Па мир, тишина, имам си све услови, тако да... Да. Чувени Зебарњак. Чувени Зебарњак. Тој е, кажу, овие мештани кои се биле тега, ова е срушено од мештани. У едно невреме и они ga динамит му ставили, така е срушено. И тоа е, да, али стварно... Врати у нас за слику. Сега ми требаше да презентирам од други слики овдека ти што имаш. Еве да почнем од овдека. Не ми кажа, доаѓаш 80 години у Куманово, запослужи се негде, работиш и нешто или? Не, пошто ја одма почна да ваду документи, да си направимо куќа, по стара куќа. Добро. И најголема желја беше да си направимо куќа, пошто ја знам што значи 10 деца да живе во едно куќу
с 3-4 соби. Ovo je najstar brat, počinate, u Skopje mašinski inženjer. Ovo je na sestrom i dete u Kanadu, što je majka mu je počinata. I ja, to je u domu, u staru kuću. Ovo je? Ovo je karši moju kuću, imam jedno 3000 kvadrata voćnjak na Sadici. Tvoje? I ja si ga obrabotuju. Što imaš tu jedan voćnjak? Jabuke? Jabuke, sve. Jabuke, kruške, imaše modre slive. Piperke, patliđani, sve? Ne. Nemam dovoljno voda, ali voćnjak imam sve. Ти си голям другар с комшија с Сречко Бијана. Да. Трейд. Да. Ви много живеете. Овој прилику ga поздравимо Сречка. Еве исто ова е слика. Ето ја и жена, тоја дојдева, сликава ме една новинарка исто. Сликане. Добро. Ово е у Шведску, каде смо ја и жена ми, тоа е како матично да се регистрирамо. Пред 46 години. И kad бемо сега пред 5 години и викам на жена да се сликамо, да знаеме каде смо се венчале, а тоа е ќерка ми туја. И тоа е... Ова е исто. Овој сам ја. Еве исто. Еве убав град Малме. Еве Малме, тоа е исто. Туј смо се венчале. И сестре мои туј што бева како девојки се венчани. Ovo je na brodovi kako svetionik. Da. Dovaja navice sveti da je mnogo ubavo. Ubava ravot. Između Malme i Kopenhagen сега ima most. A to je 20 km negde. Ovo je? Ovo je na sestru mi Dobricu svadba na devojčето. Зетът беше американец, ali tu беше. A ovo je brat mi, ja, žena mi, cijela familija bi, imamo eto taj slika. Evo go što cijela familija. To je cijela familija. Na venčanje bemo u arapsku kuću u Skoplje, pošto dečko beše na studiju u Skoplje, ali majka, tatko samo u Ameriku bile. Ali počinate dečko, mnogo mlad. Ovo je mladoženja? Da. Дека деца играв? To je bilo u moju kuću tamo u restoran. Imaće restoran tamo. Ovo je? Ovo je na sestru mi ćerka od Ameriku, od Kanadu, a ovo je moja ćerka i sin. Dobro. To je u Zebarnik tamo na dvoru u polje snimeno. Има трече puno interesantne slike. Što Evo može? si ti ovdека. To je familijarno. Ja, žena, dete, sin mi i ćerka. Еве сега, još малко ќе прозборимо за тој период, али да ги покажеме овие право слike за фудбал. Da. To je, ovo gore ima vetrenjača, onaj star tip sa tija... Ова е све у Шведско. Sve u Švedsku. To je taj tim Balkan. С некој од овие контактираш, има ли? Nemam više, ja pošto već 40 godine, ali ima još, postoji klub. I kad idu tamo, dobro sam primjen i moji slike ima tamo na zidovi. Да, тоа е као музеј некој. Kao muzej. Еве да покажеме уште некои Еве слики. ги тия. Тоа е većina надвор од град, тој беше. И да смо игра смо у тој шведску лигу. Само ми бемо странци, оно е све шведски тимови. Ево дека да покажеме па плави дресови. Тоа имаше, да. Тоа измеѓу зграде имаше тим, али интересантно е да свак стадион скоро е имало рефлектори. Да, у тоа време. У тој време, пред 50 години, значи имало рефлектори, могаше и ноќе да играм утакмици. Сега да не ја забравиме онај момент, ти си бие у Шведско, али ga памтиш онај период Куманова кога играла у другу лигу. Да. Само да ги Па покажем. ја играв у другу лигу, у Куманова, кога дојде од војска. Да. Не дека си бие у Шведско, нели до 80-то. Да, да. А после, кога дојде Петаковиќ, и ја добив... Петаковиќ бие до 73-ќу. Треќу. Од овај Качунковиќ. Kad posle Mišić dođe trener, Mišić, čuveni. ja za vreme Mišića dođe od vojsku
и 3 месеца игра за Куманово кад испадаш Од другу лигу, да. да. Тоа е Еве го легитимација на машински факултет. на машински. Факултет. Еве исто, тоа е индекс. А И ова е покажи. прва возачка дозвола у Шведско сам полагае, 71 година. Се сега те прашам за тој период. Куманово 70 години, 3 години, е било у другу лигу. Да. Петаковиќ ги е водило. Многу голема еуфорија бил у град, стадион пун, утакмици посетени. Некако тој период е ренесанса на фудбалот у Куманово. Па ренесанс е зашто он уведе нов метод. Јас знам, Куманово се финансираше и од фабрики све. Он направи томболу. Он направи подмладак да има Куманово. И порано имало, али човек професионалец. Кога njega нема, јас знам по мене, у оној време пред он да дојде, не си мога како млад играч да заиграш у пред тим, пошто игра са таа генерација што се постари од нас, ја како млад или некој друг тешко е било да се пробие. Трајче Бошковски и Дацо што бева, после не можеш. Кад дојде он, на прв тренинг играмо меѓу 2 гола и он мене ме тури резервна тим. Тоа збориме кад се биете и у помалак. Не, кад ја дојде од војско. Не, 69-то, ја отиде поново у Шведско. Секи ти кажу, да не биде забуна. Ја се врати 68 у јануар отиде. До 68 до октомбар игра таму, ама не мога да остану како турист. Добро. Ја беше принуден, иначе не ми продолжува овие Значи ти си играе у време на Петаковиќа малку. Игра на Петаковиќа. Зборимо за другу лигу кад се играе. За другу лигу. Добро. Сега, али Петаковиќ кад дојде од Турско, а Мите Голман беше тренер, и Мите не покажа успех, дојде Петаковиќ у март. И ја тега, тој беше, пред да иду у војско. И само овој сега бе кажу, колко човек беше. И кажуе ga кој да игра прв тим, кој други, ја играш у друг тим. Само што заврши прво по време, оние други се останава овој, само на мене вика, узми ти дрес за први тим и сменимо се. Само сакам да кажам, кога njega не е било кучиво дете или важно ако имаш квалитет, ти играш. Генерално твое мишлење за Петаковиќ е добро. Петаковиќ сега пуно ga Пуно го критикуе, затоа те Знаеш пошуе. зашто? Затоа што он сакаше успех. Ако успех ствараш играчи, тешко, многу треба време. Он дојде да направи успех и постигна успех. Меѓутоа ga критикуе зашто Кумановци ги сврлија. Па еве гледаш и по Манчестерово и тие, они ги пушта по други тимови да играат и тоа е тај професионализам. Еве, ше пут да кажемо, тоа е атмосфера и историја за незаборав за кумановски фудбал. Свака утакмица е била празник за град, Па тоа е празник. доживљај. Сви река људи, знае се, иде према стадион. Тако е било. Па на тренинг, јас се сеќам, кад иде сме на тренинг, по 500 души са биле на трибини. Тоа е било... И мајка ми пуно пута вика, бе, што вика вамо на стадион како да има рад? Па тоа е даде Куманово гол, тоа е тоа е како вулкан било. Стварно. Фантастична историја на град Куманово е сега бе тој кажам, период за фудбал. у оној време ми сме имале, никој не ме, и нити па јас сам тражија да ми даде некои услови. Тоа е било понос да улегне на терен, да покажеш дека си нешто. А кад беше и пред да почну да играм, јас не сам верувај да може да улегну било кад у тој састав, у тие екипе играч. Најбољи играч после Старека, за мене, ќе ga кажу, десно крило Гаринци се ga викале, Коле Зафировски. Тоа е било шоу. Да, у своја историја Куманово има многу фудбалери, Многу, познати, Шуте, Бале, Па Бале, па Натачета, Татко, па после Старејко од овој време, Старејко, па поново Станојковиќ, Недерски, Да. Душко, тоа е било... па Фирго, па многу играчи има. Многу во имало, Куманово. Бале, да, така. Така да ми имамо стварно едну голему историја на Куманово фудбал. имало.
A najtragično da сега има još da se zbori, ali što Kumanovo сега ne postoji. To je za mene Кажи ми сега, трачи ти си пензионер, покажамо слики дека имаш војчка, одгледуеш. Како ти испуне ден, како ти проваѓа време? Па ја тој ми е одма до куќу, тој си иду, тој си работу, али јас веќина доваѓам у Куманово. Имаш ли некој шему, идеш ли на кафе негде с луѓе? Па играмо, имамо едно, тој играмо овај клуб на резервни официри. А вамо во ново зграду што е? У ново зграду тој играмо карте, шах с овој Со овие резервисти. Тамо е Драган Лекција, Томеца на Радевски овај што беше Радевски овај беше председател на синдикат. Слободан Радевски. Слободан Радевски. Собе, да. Njega, како сам дојден, играмо стално, играмо, да се африканец, тако да. Еве пред крај на разговор на овој емисија, кога би се кај да посебно да поздравиш? Па, да ти кажу, те собета и сви. Јас сам, како ти кажу, јас сам со сви добар. Тако да ја се осеќам како да сам припадам на сви. И не сам имај замерку, бие сам човек од добре волје. Да. И тако да. Како добар познат фудбалер од Куманово и човек кој Још овој сега ме кажу, кога дојдео ја на овој Куманово кога долегна у другу лигу, толку ми беше да Куманово улаза, тоа е како ја да сам играел у тој време, и ја да купија до фудбал, пласт, овој еден у тој време овие бева кожни фудбали. Да. И ако падне киша, ако се накваси, па тој ќе ту тебе ако удари славу. Ја купи тамо пластичен фудбал, да колку да врне нема. Тако да беше ги го предаја на Куманово пред публику, тоа беше стварно. И како познат фудбалер на Куманово, што би ти даја едну поруку на овие млади генерации, едно твое лично обраќање до нима? Па што да ги, спорт е врхунаc, треба да кој е способен, кој има здравје, да тоа е, ја у 74 години, јас се осеќам млад затоа што држи ми још тај кондиција и још онај поглед на... Не е важно колку години, како се човек понаша, ако се психички, јас сам стар, готово. Значи, тај спортски дух нема пред. Спортски дух, да. Спорт га гради човека као личност. Еве, у Шведска каде сме губевме едну утакмицу 2:0, а требаше кој да биде првак, измеѓу Дамон да njeno. И овие наши да не игра во друго полувреме, ја рекна не. А на нас ни треба нерешено или да тепаме да бидеме прваци. И ја на вие викам и на тренер, што бе они 2:0 судија на нивну страну, швеѓани. И 2:2 заврши, ја задни 5 минута да даде гол 2:2, тоа е било урнебес. И тој сакам да кажу, нема предај. Док судија не свири крај и живот док си жив, кад умре човек, тега више нема враќање. Гледаш ли сега утакмици на телевизор, пратиш? Па јас све гледам и све знам. И порано е било да купуваме новини, сега нема, интернет, све тој. Још увек ли навијаш за Звезда? Још увек. Прво е било Куманово. Па Звезда. Па имаја сам симпатии према Вардар, па Звезда. Порано, какав Реал Мадрид, Манчестер, тој се биле споредни. Кад Звезда е могала 4 гола да даде на Реал Мадрида у Белград, тоа е било... Кого сакаш од Звезда најше фудбалера, кого сега најше ценije? Џајича ли? Па добро, било е Џајич, било е стварно, па Шекулараc. Џајич, Чимовиќ, Богичевиќ. Митиć, Богичевиќ, па тој се биле... Али најбоље либеро што ја памту, тоа е бие Белодедиć. Белодедиć е Румун, да. Белодедиć е бие фантазија, да не е бие он, ја веруј, не веруј да би улегнале он прваци. Белодедиć и после Видиć у Манчестера. Па Видиć, па и Дарко Пачев е бие добар. Да. Ми смо имали и македонци са биле добри. Изварени фудбалери. Најголема на бивши југословенски простори, како се што е рукомет, овај лига, ако се тоа оформи, пак ќе се врати. Сега не може да обстане кад нема пари. Али ако дојде по 50.000 публика, ќе се врати. Има пари, да. Али ете, има некој... Трече, фала што беше гости, да, ќе дојдемо некад у Зебрани да те посетимо, да ги видимо тие твои плантажи убави што си ги насадија.
Па сега више не е толку колку веќе придева, али у свако доба сте добродошли. Фала ти пуно. Фала и да те. Толку за денеска поздрав од Куманово СПА и све најбоље.